До година избори за нова власт. Сугестиите од мисиите на ОДИХР конечно добиваат и законски промени, што ќе треба да бидат изгласани од страна на овој парламентарен состав. Како ДИК е подготвен за априлските двојни избори, председателски и парламентарни. Гостин во ова издание на Трилин ќе биде председателот на ДИК, Александар Даштевски. Господин Даштевски, најекспонирано прашање и дилема е зошто бројот на граѓани во земјава е речиси идентичен со бројот на гласачи. Да. Јас денес ги проверив последното ажурирање на бројот на гласачи и според последното ажурирање бројката е 1.801.760 гласачи. Како што знаеме, нели, избирачкиот список е сосема различна категорија од пописот. Не може да се изедначува во ниедна смисла на зборот, така што за избирачкиот список е одговорна Државната изборна комисија и таа го ажурира, го води избирачкиот список и на 4 месеци добива податоци од МВР, на дневна основа добива податоци од матичната книга за водење на евиденција на граѓаните и на 4 месеци добива податоци од основните судови за одземање или враќање на деловната собственост на определени лица. Избирачкиот список е отворен, транспарентен, имаме и на веб-сайт, секој може да се провери, да ако сменил податоци, да поднесе барање за промена на податоци, доколку некои луѓе знаат дека некој човек се одселил или сменил адреса на живење во странство или е, не дај Боже, почина, така натаму, може да го пријави тоа и да се ажурира на тој начин, така што тоа е постапка која е во тек и ние според сите сознанија што ги имаме, преземаме мерки. Може да се случи некој да не е пријавен така натаму, меѓутоа оделението за избирачки список во Државната изборна комисија ги проверува тие податоци и автоматски ги ажурира, а како што знаеме во текот на изборниот процес нели има период во кој сите граѓани можат да се проверат. 20 дена трае тоа, а и политичките партии можат да дадат своји забелешки, сугестии за додавање или бришење на одредени луѓе кои не ги исполнуваат законските услови да бидат во избирачкиот список. Така што на тој начин се регулира тоа и порано имаше, нели, како што викате, најважно прашање, порано имаше некои забелешки, меѓутоа тоа се усоврши, така што сега и електронски се води и рачно и така се прават понатаму изводите за гласање на избирачките места. Кога ќе се прочисти избирачкиот список? Имајќи во предвид дека се уште и на последните избори се случуваше да има мртви души на избирачкиот список. Да, видите, ја како што реков, во теке и секојдневно се ажурира, а сега тоа ќе се засели темпото, бидејќи покрај тоа што добиваме на 4 месеци, од МВР добиваме веднаш по распишувањето и од другите институции, овие што ги спомнав, малолетните лица кои во текот на избирачкиот процес, кога ќе се распишат изборите, па до изборниот процес, да се запишат во избирачкиот список, а до сега беше тие сами треба да побараат. Така што ако не се, нели, тие малолетни граѓани не се информирани за состојбите, они ќе бидат запишани, па ако сакат, можат да гласаат, нели? Затоа што до сега требаше сами да поднесат барање за запишување. Така што пак доаѓаме уште поблиску до она право еден гласач, еден глас, значи да не се манипулира, туку веднаш се запишуваат автоматски, а не сами да поднесат барање. Во извештајот на ОПСЕ ОДИХР во 2009 година детектирани се и се дадени одредени сугестии околу финансирањето и донациите на партиите, кој како ќе ги контролира кеш парите или средствата кои ќе легнуваат на можеби на дел од медиумите, на порталите. Јас како што знам во извештајот на ОПСЕ, нели, таму они имаат предлог, сугестија да се распоредат
поравноправно средствата, тие средства кои се доделени за политичка кампања, така што од тоа што го слушам на медиуми, бидејќи нели треба во собрание да се измени законот, мислам дека сега нема да дојде до никакви промени во тој дел, така што ќе остане исто како на минатите избори во смисла на финансирање на кампања. Пред 15 години било утврдено дека само 73.000 граѓани кои се селиле се уште се воделе на избирачкиот список. Дали и денеска може да кажете дека на следните парламентарни и председателски избори може да се остави сомнеш и повторно да се доведеме до состојба на манипулација со бројките и можен фалсификат на изборите? Јас, како што реков, значи ние се водиме според законот и во законот е таа одредбата што реков дека мора да има живеалиште на територијата на Република Македонија. Дури и во странство да живее, треба да има живеалиште. Има некои разни ситуации, да речеме, можеби човекот има двојно државјанство или да речеме има и таму живеалиште, лична карта само. Меѓутоа мора да има на територијата на Република Македонија. И таквите гласачи после, ако се пријави тој да гласа во странство, се вадат од изводот на избирачкиот список и се префрлуваат во таа држава каде што сака да гласа, нели? Бидејќи сега ќе има гласање во диаспората. Така што мислам дека не е можно тоа веќе. Пред 15 години беше проблематично, да, меѓутоа, како што знаете и сами, имаше многу измени и подобрување на изборниот список, избирачкиот список, и сега е ситуацијата сосема поинаква. Вториот круг од изборите ќе се поклопат и председателски и парламентарни. Се остава сомнеш дали ќе се постигне потребниот цензус, особено во делот на изборот на председател на државата. Па еве сега видовме дека се договорија политичките партии да се одржат заедно, нели беше спорно дали ќе се одржат заедно или посебно, се договорија да се одржат заедно. И обично кога се одржуваат заедно се постигнува полесно цензус, бидејќи кога човек излегува за парламентарни, излегува и за председателски. А цензусот е по-спорен во вториот круг, бидејќи нели остануваат само два кандидата, па така што некои што гласале за трет, четврти, може да не излезат. Меѓутоа, ако излезат за парламентарни, може да се одлучат и за еден кандидат на председателските избори, така што сметам дека ќе има цензус, тоа е моје мислење. Дали ДИК има доволно кадровски потенцијал, стручен, за да безпрекорно ги спроведе председателските и парламентарни избори, за да не се доведете како на последните избори да доцните со информации и објавување на изборните резултати? Да. Значи, ДИК, и тоа е забелешка на ОПСЕ, дека нема доволно потенцијал кадровски и ние немаме добиено околу 2 години, очекуваме, меѓутоа не добиваме решение од Министерството за финансии за да вработиме нови кадри кои, бидејќи многу места се испразнети. Многу луѓе си отидоа тука, бидејќи добиваат повисоки позиции на други места и така натаму. Така што тоа е забелешка и сега поради тоа, и тоа е поради сугестијата на ОПСЕ, нашиот стручен тим од ДИК изработи една одредба со која ние ќе имаме право да ангажираме експерти, односно стручни лица во определени области или друштва, да кажеме, нели, фирми, компании, кои ќе ни помогнат во спроведување на одредени процеси кои се во одредена област која немаме доволно експерти или немаме доволно кадри да ја решиме. Господин Даштевски, дали денес може да кажете дека ДИК е подготвена да спроведе фер, демократски, регуларни избори? Па јас веќе реков дека нели ќе биде тешко, но сметам дека бидејќи подготовките се во тек, дека ќе бидеме подготвени во времето кога тоа е потребно. Бевте целна проценка на Државната антикорупцијска комисија поради куќа купена во Грција на Халкидики, што наводно е префрлена на име на мајката на вашата сопруга, со чии пари е купен имотот во Грција? Тоа е, значи, нели, приватна работа, не е купена па префрлена, туку таа сама си ја купила. Тоа се пари кои се од незино наследство. Сега не би сакал детали, пошто
Нели, тоа се приватни работи, меѓутоа све е чисто тука. Значи 75% се пари кои таа ги наследила и сопругата од наследство, од таткои, а 25% се од кредит. Така што тоа е чиста работа, само не се кажа ништо за тоа дека се некои пари вакви такви, како ќе се испитува, меѓутоа ја ви кажувам. И тоа би го кажал, не треба да се мешаат тие работи, така што тоа е приватна работа. Ја и претходно сум бил член на одредени државни институции, меѓутоа немало такви проблеми, ама сега се направија, но не би му давал значење на тоа, бидејќи сега имаме сериозна работа да ги завршиме овие избори како што треба. Сакате да кажете дека нема основ постапката што антикорупцијска е отворила против вас? Па, видите, тоа постапка се отвори пред 6-7 месеци и јас сметам дека нема основ, меѓутоа еве ќе оставиме све, нека прегледаат све. Ние имавме соработка перфектна со нив, све што побара, све им дадовме, така што нека се проверува. Они рекоа дека ја затвориле постапката, дека ќе процесуираат и така натаму. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Следете разговор со Александар Даштевски, председател на Државната изборна комисија, во пресред на двојните избори идната година, председателски парламентарни.